Традиционално 29 април се одбележува како Светски ден на танцот. Основната идеја е на овој ден да се потсети јавноста дека танцот постои како универзална уметничка форма, која ги надвладува сите политички, културни и етнички препреки. Урбаните вести се следни на програмата на МТМ. Газибаба отпочнува со изградба на мултифункционално игралиште во Керамидница. Интензивно се работи на канализациона мрежа во Кадино. Кучково се подготвува за одбележување на Денот на крстот, каде ќе го поминат скопјани 1 мај. Македонците со тежок избор, посета на манифестации или плаќање рата од кредит. Денеска и официјално беа започнати градежните работи за изградба на мултифункционално игралиште во населбата Керамидница. Истото треба да биде завршено до крајот на месец мај, а општина Газибаба одвои средства од својот буџет за 2013 година во висина од 2,5 милиони денари. Томислав Атанасовски. Во населбата Керамидница денеска започнаа градежните работи за изградба на мултифункционално игралиште. Истото се прави по барање на локалното население, а ќе се одржи игралиште за мал фудбал и кошарка. Градоначалникот Тони Трековски денеска присуствуваше на отпочнувањето на работите со дел од општинската администрација и членови на Советот на општина Газибаба. Денеска започнуваме со изградба на мултифункционалното игралиште во населбата Керамидница. Ова игралиште долго време граѓаните од оваа населба го бара, затоа што за еден дел од населбата имаше игралиште, за овој дел овдека немаше и навистина имаше големо барање од самите жители. Ова игралиште ќе биде некаде во вредност од 2 милиони денари, ќе биде наменето за фудбал и за кошарка и е еден од повеќето проекти кои што општина Газибаба ќе ги реализира во текот на оваа година, односно наша цел е во текот на оваа година онаму каде што имаше барање од самите жители на нашите населени места да изградиме спортски капацитети, места каде што можат децата да спортуваат, да другаруваат, да се рекреираат. Воедно со тоа сакаме да дадеме придонес за промоција и мотивирањето на младите наши жители, па и повозрастните, повеќе да се активираат во спортот и во спортските активности. Во склоп на ова игралиште ќе се изгради детско катче со реквизити за најмладите жители на населбата Керамидница. Мултифункционалното игралиште треба да биде завршено до крајот на месец мај, а општина Газибаба одвои средства во својот буџет за 2013 година во висина од 2,5 милиони денари. 2 милиони денари за мултифункционалното и 500.000 денари за детското игралиште. Вакви игралишта во овој период ќе започнат да се градат низ целата територија на општина Газибаба, се со една цел развивање на спортот и спортскиот дух. Градежните екипи од општина Илинден интензивно работат на изградба на 2 сегмента од канализациониот систем во населените места Кадино и Илинден. За оваа цел набавени се и 2 пречистителни станици што ќе бидат инсталирани во Илинден и Кадино, со што ќе се пуштат во функција и овие 2 сегменти од канализациониот систем. Овој проект е водоснабдување и одведување на отпадните води вреден 50 милиони евра. Општина Илинден го реализира во соработка со Министерството за транспорт и врски. Капиталниот проект изградба на фекална канализација за прифаќање и третман на отпадните води продолжува да се реализира во општина Илинден. По изградбата на првиот сегмент од фекалната канализација во должина од 5700 метри со пречистителна станица за 1250 еквивалент жители во населеното место Марино, градежните екипи се насочени кон изградба на 2 сегмента од канализациониот систем во населените места Кадино и Илинден. Изградбата на канализацијската мрежа во населеното место Кадино е со должина од 4000 метри и пречистителна станица со капацитет за 1250 еквивалент жители, а градежните активности треба да завршат до крајот на годината. Набавени се 2 пречистителни станици што ќе бидат инсталирани во Илинден и Кадино, со што ќе се пуштат во функција и овие 2 сегмента од канализациониот систем. Станува збор за пречистителни станици кои се комплетно автоматизирани и представуваат модуларни системи кои што зафаќаат мал простор, имаат мала потрошувачка на електрична енергија и може да се надградуваат во согласност со зголемувањето на капацитетот на еквивалент жители. Еден од првните приоритети на општина Илинден изградба на фекална канализација, вклучувајќи и пречистителни станици. Тоа е проект кој што веднаш почнуваме да го реализираме со поддршка на Министерството за транспорт и врски. Целта е со
да го реализираме проектот заради подобрување на условите на живење на граѓаните, бидејќи во поголем дел на населеното место и на општината подземните води се релативно високи и со зафаќање и прочистување се подобрува и здравјето. Прочистената вода е со висок квалитет и може да се користи за наводнување на површините. Овој проект водоснабдување и одведување на отпадни води вреден 50 милиони евра општина Илинден го реализира во соработка со Министерството за транспорт и врски. Целиот систем за прифаќање и третман на отпадните води на територија на општина Илинден се состои од 24 сегменти, кои што се целосно независни еден од друг. Денеска градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски се сретна со представници од бизнис заедницата во Скопје за да ги запознае со деталите поврзани со одбележување на 50 години од катастрофалниот земјотрес, што далечната 1963 година го погоди Скопје. Трајановски истакна дека Скопје во годините по невидената катастрофа интензивно се градеше со донациите од целиот свет, но и со посветеноста и љубовта на граѓаните од главниот град на Република Македонија. Токму затоа, за да се отдаде почит, а воедно достојно да се одбележат 50 години од катастрофалниот земјотрес, градот Скопје во координација со Универзалната сала во Скопје и голем број други институции ќе организираат неколку месечни активности под мотото Скопје се сеќава. Директорката на Универзална сала Вера Бошковска, координатор на целиот проект, одржа мини презентација за тоа што се опфаќа отворената платформа Скопје се сеќава и потенцираше дека одбележувањето на 50 годишнината ќе трае со месеци. Активностите ќе почнат веќе идниот месец, додека поинтензивни активности се планираат во деновите пред и по 26 јули, со еден централен мултимедијален настан на самиот ден. Населеното место Кучково во општина Ѓорче Петров и годинава ќе биде домаќин на големиот општенароден собир Ден на крстот на 1 мај. И оваа година манифестацијата ќе биде збогатена со народни спортски игри како и богата културно-забавна програма. Годинава во спортските народни игри учество ќе земат и екипи од Прилеп, Кочан и општина Илинден. Сите граѓани кои празникот 1 мај ќе го прослават во селото Кучково ќе може да го вкусат и војничкото посно гравче, што ќе го сготват првокласни готвачи од единиците при Арама. Ивана Митковска. Годинава по 8 пат во селото Кучково во општината Ѓорче Петров ќе се одржи големиот општонароден собир Ден на крстот, збогатен со народни спортски игри како и богата културно-забавна програма. Годинава спортските надпревари кои се одржуваат за време на Денот на крстот заземаат републички димензии, па во нив учество ќе земат и екипи од Прилеп, Кочани и општина Илинден, кои ќе се надпреваруваат во 4 дисциплини: тегнење јаже, фрлање камен, скок во далечина и носење јајце во лажица. И оваа година традиционално ќе се дели војничко гравче за сите присутни гости на собирот, а литургија ќе одржи архиепископот Охридско-македонски господин Стефан. Годинава гравчето сготвено од правокласни готвачи од единицата при армијата на Република Македонија, која е неизбежен дел од долгогодишната традиција, ќе биде посно. Програмата нова празнично дружење ќе започне во 10 часот со отварање на програмата. Селските спортски игри кои ќе започнат во 11 часот и 30 минути и богатата спортска и културно-забавна програма која ќе започне во 12 часот се вистински магнет за граѓаните и овогодинешниот празничен 1 мај да го поминат во селото Кучково. А за сите заинтересирани годинава ќе биде обезбеден и бесплатен превоз од јавното сообраќајно предпријатие. Автобуските линии ќе возат на секои 30 минути, почнувајќи од 8 часот и 30 минути на релација Волково-Кучково. Своето присуство на општонародниот собир по повод Денот на крстот веќе го најавиле амбасадори од дипломатскиот кор во Република Македонија и личности од политичкиот живот во државава. Инаку Денот на крстот е столетна традиција на жителите на Кучково и околните населени места. Но овој ден селаните се собирале на тоа место носејќи си храна, пијалак и пазареле, зурладжи и тапанџи за подобро расположение. Многу љубови започнувале на тој ден, а влюбените си давале збор. Но со миграцијата на жителите од Кучково и околните места, оваа традиција се подзаборавила. Градоначалникот на општината Ѓорче Петров Сокол Митровски во 2005 година покрена иницијатива за возобновување на овие традиционални средби, но со современи содржини. Па од тогаш манифестацијата прерасна во препознатлив бренд. Во 2010 година прв пат во Скопската околина се случи
на еден собир да има над 10.000 посетители, а општината Ѓорче Петров очекува дека оваа година бројката од 10.000 гости ќе биде надмината. 1 мај денеска наместо ден на трудот голем дел од помладата генерација го сметаат за ден на пикникот, скарата и по некоја капка алкохол. Иако Скопје изобилува со излетнички места, годинава скопјани нема да шетаат многу, но затоа помладата генерација ќе го посети Водно, Матка, како и Катланово. Андријана Димитриевска. Министерството за труд и социјална политика согласно законот за празници, 1 мај среда, денот на трудот, го прогласи за неработен ден, а 2 мај, четврток, ќе биде работен ден за сите граѓани на Република Македонија. Во поново време, 1 мај, иако е прогласен за државен празник, мал дел од луѓето знаат кое е вистинското значење на денот и што на овој ден точно се случило. 1 мај денеска, наместо ден на трудот, голем дел од помладата генерација го сметаат за ден на пикникот, скарата и по некоја капка алкохол. При тоа не знаејќи какво е неговото историско значење и како се стекнале правата кои денес ги уживаат на работните места. Скопје изобилува со излетнички места. Дел од оние кои скопјани најчесто ги користат се Водно, Катланово, Сарај, а доста посетен е и градски парк. Доста посетени се и реките Треска и Маркова река, додека граѓаните се почесто се решаваат да заминат и на Матка. Но каде ќе отидат годинава скопјани за 1 мај? Дали ќе одите некаде за 1 мај? Па планираме до Свети Николе, кај свекрвамите, појдеме таму да ја видиме со семејството, со фамилијата, така. Дали знаете зашто се празнува 1 мај? 1 мај се празнуваше, беше ден на трудот. За 1 мај дали ќе одите некаде? Не, тука ќе бидеме. Тука ќе бидеме, ќе си чекаме Великден. Дали се подготвувате за великденските празници? Не баш. Со многу мала пензија, така, малку нешто. Негде во околината на Скопје, сигурно. Иначе, тука. Голем е бројот на граѓани кои годинава ќе останат во своите домови со семејството или пријателите. Меѓународниот ден на трудот е државен празник во повеќе земји во светот. Во Македонија од 2006 година тој се празнуваше на 1 и 2 мај, но од 2007 година се празнува само на 1 мај. На 2 мај во четврток во период од 9 до 14 часот во Домот на култура Илинден во општина Илинден ќе се одржи традиционалната 7 поред манифестација со наслов "Подарете книга за великденско јајце, символ на Христовото воскресение". Ова е оригинална и единствена манифестација која што ги опфаќа образованието, културата, уметноста, традицијата и религијата. По повод големиот христијански празник Воскресение Христово Великден во Домот на култура Илинден ќе бидат изложени 2013 украсени великденски јајца во знак на 2013-тото лето Господово, што ќе се подарат на секој посетител што ќе подари книга. Подарените книги ќе бидат наменети за првата општинска библиотека Илинден, со што ќе го збогатат фондот со нови содржини, кои ќе ги надградуваат знаењата на студентите и учениците во општина Илинден. Во изминатите 6 години, благодарејќи на оваа манифестација, собрани се над 18.000 книги, кои ги збогатија училишните библиотеки во основните училишта Гоце Делчев, Ристо Крле и браќа Миладиновци од општина Илинден. Уметноста нема цена е правилото според кое се водат творците на истата, но граѓаните имаат тежок избор да посетат некоја културна манифестација или да си ги платат сметките за комуналии. Елизабета Дамјановска. Пред нас е 41-то издание на мајските оперски вечери, кое ќе се одржи од 9 до 31 мај. Под мотото "Момент кој треба да се доживее", понудена е богата програма од врвни солистички имиња. За жал, цената на влезницата, а не понудената програма, ќе бидат пресудни за посетеноста на оваа реномирана манифестација. За барем еднаш да бидете и вие дел од овој спектакл, ќе треба да издвоите најмалку 400 денари, а ако сакате подобар видик и убава местоположба, ќе треба да издвоите 800 денари. Доколку поканите пак некого со вас, 1600 денари ќе ви бидат потребни за да уживате во изведбите на Дон Кихот, Травијата или Хофманови приказни. Цената за влез во македонската опера и балет од 9 до 31 мај е намалена во споредба со изминатите години, со цел што поголем број на гледачи да може да си дозволат уживање во богатата програма.
Оттаму доаѓа и спротивставениот став на граѓаните до оние кои велат дека во Македонија културните манифестации не уживаат голема популарност. Но ако треба да бираат месечен билет за во ЈСП, платена рата од кредит или месечен надоместок за градинка од една страна или посета на некоја културна манифестација од друга страна, сите ја бираат првата опција. Многу едноставно, културните вредности и социјалниот живот неретко се во втор план. За некого тоа е оправдано, за некого пак не. Во нашата анализа околу посетеноста на културните манифестации, никако не смееме да го заборавиме факторот понуда. Цените кои достигнуваат и до 260 динари за билет за кино, или пак цените кои почнуваат од 300 динари за фестивали или стендап комедии. Иако се косат со буџетот на просечниот скопјанец, понекогаш се неважни, но само и единствено ако станува збор за проекција, представа или фестивал, кој гарантира несекојдневно доживување. Организаторите на мајски оперски вечери одлучија оваа година влезниците да бидат со пониски цени, се со цел поголема посетеност, а истиот тренд на намалување на влезниците или давање специјални поволности го практикуваат и други културни центри. Пораката е јасна. Ако цената е достапна, поголема е посетеноста, а оттаму паѓаат во вода предрасудите дека македонците се нација која е незаинтересирана за културните настани. Во останатиот дел од урбаните вести уште ќе гледате. Спорт. Ракометарите на Металург со нов пораз од Киелце се простија од настапите во Лигата на шампионите во четвртфиналето. Актуел, Бен Афлек ќе добие почесна титула од Универзитетот Браун. Ракометарите на Металург со нов пораз од Киелце се простија од настапите во Лигата на шампионите во четвртфиналето. Спортските вести се веднаш по рекламите.